Дали се чувствувате дремливо после ручек? Здраво на сите и добре дојдовте у четврта епизода. Јосиф Дамјанов сум јас, ова што го гледате е The Better Nutrition Show, а у позадина Тања ме слика. Се надевам дека добивте било каква, тоест не било каква, туку голема вредност од сето тоа што барем у овие 3 епизоди го зборувавме, и многу ми е драго што у последната епизода кога зборувавме малку околу како после бременост да се вратите у старата форма, доста жени ни се обратија, затоа денес ќе го позборуваме за мажи после бременост како да се вратат назад. Се шала. Денеска целта ми беше да позборуваме, тоест малку да ве поттикнам да размислувате поинаку за околу начинот на живот врз основа на некои појави кои што мислиме дека ни се нормални. Едно од тие појави за кои што денес ќе зборуваме е токму преспивањето, односно појавата дремка која што имаме после ручек. Најчесто повеќето од луѓето, 99% од луѓето, вклучувајќи ме и мене пред 5 години, навиката ми беше да јадам 2 пати во денот. Станував од прилика околу 8 часот наутро, 11-12 беше првиот оброк, кој што беше нутритивно катастрофално сиромашен, и следниот оброк ми беше некаде околу 5-6 од прилика, и тоа беше еден обилен ручек кој што завршуваше најчесто со дремка и со потреба да поспијам од половина час до час, и мислев дека е нормално да немаш енергија после оброкот, односно главниот оброк. И кога дојдов практично на мојот прв настан да малку повеќе се запознавам со себе си, со мојот начин на живот и со тоа како треба да изгледа една здрава личност, сватив дека практично тоа се огромни знаци дека треба да се направи некаква промена, и споредбата која што мене тогаш ми ја дадоа и ми беше логична, претпоставувам и на вас ќе би биде логична, е исто како да однесете кола на бензинска пумпа, да ја наполнат со гориво и да ја тргнете половина час до час да одмори таа кола. Истото се случува и со храната кај нас луѓето. Значи не е нормално да после ручек ви се приспива, бидејќи оброкот, односно храната, треба да биде наше гориво. Она што може би треба да се промени е нутритивноста на оброкот и тоа колку е квалитетен оброкот кој што го јадете. Најчесто, колку и да е квалитетен, јас знам дека секој од нас кога ќе дојде дома, при претходно практикување на неправилни навики во текот на денот, доаѓа дома предгладен и мора да се прејаде, колку и да може би оброкот е квалитетен, и појавите после еден таков неправилен и неквалитетен ден се потреба за спиење после ручек и може би кризи за благо или грицки, али за нив ќе зборуваме малку подоцна, односно некои од наредните епизоди. Она што на сите од вас сакам да ви потенцираме, она што денеска треба да го запамтите, е дека многу појави кои што може би во текот на денот ви се појавуваат слични на ова: падови на концентрација, немање доволна енергија, приспивање после ручек или приспивање после првиот оброк, кој што за мене најчесто значеше пециво, тоа значи дека се работи за неквалитетен конкретен оброк или неквалитетен начин на живот и исхрана. Затоа престанете да се плашите дали може би јадете многу количински и почнете да се плашите дали јадете доволно нутритивно добри оброци во текот на денот. За следната епизода слободно коментирајте ни, прашајте не било што од областа на исхрана, физичка активност и начин на живот, што може би вас ве засега и ве интересира, и ќе дадеме се од себе со Тања да опфатиме во следната или во некој од понаредните епизоди. Ви благодарам што не следевте, ви благодарам што имаме супер интеракција, и повторно ќе кажам, многу сме среќни што имаме можност да ви дадеме на огромна вредност, и уште посреќни ќе бидеме кога ќе видиме вашата промена и ќе бидете нечија инспирација. До следната 5-та епизода останете во убаво расположение и во квалитетен живот. Се гледаме, чао!